Денес имаме еден млад уметеник кој што има посебни дела зад себе. Томас Димитровски. Добро утро. Томас Димитровски малку подоцна во прилогот ќе го видиме, но сега е време за нашиот гостин. Нашиот млад гостин кој што ни доаѓа од Орце Николов, го најавивме на почетокот, така, Марко Баловски. Така? Така е. Диригент. Шеф диригент на оркестарот на СУГС Орце Николов, са освоено прво место и почесни заслуги за оркестарот на оваа гимназијата. Најави сузе уште на самиот почеток, со оглед на тоа дека имате многу успеси, пред вас уште многу предизвици. Повелете. Така е, Оли, ти благодарам многу. Едно срдечно добре дојде за младиот наш гостин Марко Баловски, шеф диригент на Народниот оркестар на гимназијата Орце Николов, кој што постои 2 години, и ти си всушност вториот ученик на оваа престижна скопска гимназија кој ќе не остави без зборови. Првиот беше Васија Мицковски, кој што всушност и те препорача и ми кажа дека во Орце Николов постои веќе 2 години оркестар кој негува народна македонска музика и кој неодамна освои високо прво место на меѓународен надпревар. Честитки, Марко. Кажи ни, од каде приказната, од каде идејата да формираш ваков оркестар, при тоа ти си самоук, немаш ни формално музичко образование, така? Точно. Пред се ви благодарам за поканата на Алфа телевизија. Васија е мој близок пријател, да не речем мој најблизок пријател. Идејата да се формира ваков оркестар ми беше од секогаш во главата, само не ми било некако во тие мигови приоритет, но ете така, ме фатина, седнавме заедно со двајца другари и рековме ни се свири македонска народна музика, ајде да оформиме нешто. И почетокот на втора година, сега завршив 3-та година, следната година ќе бидам 4-та. Почетокот на втора година пред 2 години се собравме, го оформивме, пуштивме лист да шета по класови и го оформивме тогаш првиот состав. Ти претходно знаеше со колкав капацитет располагате, колку виолинисти, колку пианисти, колку имате во гимназијата, или рековте ајде да видиме? Не, ништо. Скроз почнавме од нула. Значи, прво секако затоа што во Орце има и повеќе талентирани ученици, покрај математичари, биолози, хемичари, секако дека има и музичари. Орце е вистинско чудо. Секоја чест и почит и за учениците, и за професорите, па и за родителите кои ви ја даваат поддршката. Доказ дека кога се што се сака се може. Да, буквално. Колку членови брои оркестарот? С моменталната бројка е 23 члена, но бројката зависи секако во зависност од годината. Едни ученици си одат, други доаѓаат. Да, имаме инсерти, па ќе ги видиме и сите од време на време. Што доминираат повеќе, гудачи, дувачи? Жичани инструменти, генерално, како што се гитарите, виолините, мандолината, присутен и клавирот, но да не го заборавиме кавалот и хармониката како традиционални инструменти. И најфасцинантното од се е што Марко, како основач, како диригент, како идеен творец на овој оркестар, ги правиш и аранжманите сам, така нели? Точно. Колкав предизвик е тоа за тебе? Па огромен предизвик. Јас искрено не знаев во какви води ќе навлезам, но ете така, без некаква мисла што ќе биде, како ќе биде, истражував и стварно кога навистина се сака и кога си толку љубопитен, ќе најдеш начин, креативност да ќе се разбуди во тебе и ќе формираш нешто. Се извинувам, никакво музичко искуство претходно? Не, немам нижо музичко образование како што се завршува, но јас свирам на мандолина, мандолината е мојот инструмент. Од основно училиште? Од основно училиште и потоа продолжив кај оркестарот Скопје на маестро Шукри. Можеби од тука е таа љубов. Точно. Кога се сака, се може, Оли, тоа и доказ, еве, нели. Како дојдовте да аплицирате на овој голем меѓународен онлайн надпревар? Беше овој каде што го освоивте високото прво место и најмногу поени. Така, крајот на февруари, членот од оркестарот мене ми препорача ајде да аплицираме, јас ја знам организацијата, да аплицираме на надпревар, да видиме што како. Јас најпрво му се насмеав и му велев, ајде нема што ние да аплицираме, но потоа ме убеди и реков ајде навистина да си ја пробаме среќата. Кога пристигна резултатите во март, сите бевме во шок. Значи, прва награда со престижни, со почесни заслуги. Ова да го чуеме, ако може, режија, ве молам, ако има можност, ова да го чуеме, да видиме како звучат тие. Убаво.
Верувам дека се горди сите наши македонци. Така е. Преубаво. Фантастично. Би Фантастично. слушала до вечер ваков звук и мислам дека не Уживање. свирите везете. Би благодарам. Јас многу би сакала кога заеднички еден проект би направиле. Јас со мојот хор и вие со вашиот оркестар, ама има време, ќе Со преговараме туку нетрпение. денеска, сме тука да поттикнеме и да се обединиме, да можеме, бидејќи како награда на тој надпревар, оркестарот доби можност да настапува на 4 да патуваат за Њу Јорк и да напатувате на еден голем настан таму. Тоа е наградата всушност, но средства не достигаат, поточно фалат многу средства за кои што вие треба сами да се потрудите и до крај на август да обезбедите и визии и се останато, што е Точно исто така голем предизвик. Точно така. Како гимназија на град Скопје, бевме во град Скопје, разговаравме пред неколку дени и дефинитивно градот, голема благодарност до градот што застана за нас и не поддржи финансиски, но како што споменавте, тоа не е доволно. Се уште поддршката ни треба за реализација на овој проект. Секако дека во игра треба да бидат институциите, општествено одговорните компании, другите предпријатија, кои што секако би ни помогнале ова Како да да стане ве реалност. контактираат оние кои што сакаат да ви помогнат и да дадат свој придонес? Дали се тоа помали компании, поголеми фирми, дали се тоа одредени поединци, па и зошто да не? Ние сите треба да ја поддржуваме уметноста, музиката, културата, особено еден оркестар кој негува македонска музика. Како можат да те контактираат? Така, може да ме контактираат на мојот телефонски број, може ми да го Кажи го споделиме, слободно. 071 972 352 или на имейл адресата orkestarorce@gmail.com. Донаторската сметка треба да се отвори во текот на идната недела. Побрзо направете го тоа, за да можеме сите да го дадеме својот придонес и да покажеме дека во Орце Николов постои оркестар кој треба да го види и да го чуе светот. А светот ќе го чуе само ако ние ги поддржиме и им овозможиме да отпатуваат во Њу Јорк и да покажат што можат и умеат. Кажи ми, Така е. какво изненадување беше ова за вашите професори? Веруваа ли во идејата дека може да функционира и да опстои еден оркестар со ученици кои што и немаат некоја Посебно што е гимназија која што вади нели квалитетни кадри, а Апсолутно. сепак вие прекусите дури на средното музичко училиште или па им давате предизвик. Да, точно така. Ќе бидам искрен со вас, досега јас разговарав и со професорите по музичко, досега ваков состав имало бендови, помали состави што свиреле поинаков тип на музика, но досега оркестар што свири народна музика, општо оркестар во Орце немало. Затоа на сите ми ова како ново нешто во нашата гимназија дефинитивно е историја, историски успех, особено наградата што освоивме во Њу Јорк. Така, размислуваш ли што после твоето заминување од Орце до година ќе бидеш веќе матурант и веќе ќе Така е. бидеш студент, што потоа? Ќе го оставиш ти оркестарот така или ќе го одржуваш? Не, дефинитивно јас би продолжил како хоби да се занимавам нешто поврзано со музика, но
Исто така да не забораваме и да ја споменам, мојата прва љубов е медицината. Така што јас Доктор музичар. Да, доктор музичар, тоа е позната и добра комбинација. Да. Доколку имате слушнато. Секогаш добитна комбинација. Така да. е, ќе студирам медицина, при тоа негувајќи го македонскиот фолк. Или имаш лик на доктор покрај тоа на музичар. Јас можам само да замислам колку успешен доктор ќе бидеш, Марко. Чест ми беше, задоволство ми е што проговоривме за ова што ти го работиш со огромна љубов, страст и пасија. Значи не бил Васја единствениот дијамант кој го има Орце, туку ти си вториот дијамант кој јас го запознав, можеби ве има и многумина. Апел до сите наши гледачи, сите вие кои сакате да го дадете својот придонес за оркестарот да може да отпатува во Америка и да може вистински да не представи со се сите нивни квалитети и таленти. Контактирајте го Марко, ако не можете него, ние ќе ви дадеме контакт за да успееме да ги собереме средствата и да можат овие 23-4 ученици заедно со уште двајца професори и двајца родители да отпатуваат во Америка и да се представат со нивниот репертоар. Големо благодарам. Така, ви благодарам и на вас за поканата. Голем поздрав за сите гледачи. Благодариме.